Добро вечер на сите. Благодарам што дојдовте на пред топло време да дојдете во Кинокултура на денешната промоција на зборник и дебата која ќе трае од час и 15 со се прашање максимум до 2 часа. Пред да почнам би ве замолил оние кои не се потпишале на излегување, ако може да се потпишат на списоците и нормално да си земат еден примерок од зборникот наративите во полуавторитарни режими, случајот со Македонија. И ние како и партиите правиме списоци, знаете. Најпрвен да се заблагодарам на луѓето од Центарот за истражување на национализмите и културата, ЦИНИК, за организирање на овој настан. Исто така да се заблагодарам на Хайнрих Бел Штифтунг, на Хайнрих Бел фондацијата, која го поддржа и печатењето на зборникот и организирањето на оваа дебата, која е дел од еден поголем проект, кој предвидува исто така и предавања на разни теми, за кои сметаме дека за кои имаме некој консензус дека се важни да се адресираат. Веќе имавме едно предавање во рамките на ППЖ, на Првопаженско фестивалот. Ова е втората активност и во септември-октомври ќе имаме уште најмалку 3 предавања на историчари, но и на политиколози од Македонија, но и од Република Бугарија. Јас би кажал само неколку збора за зборникот наративите во полуавторитарни режими, предадам збор на драга колешка Кристина. Зборникот наративите во полуавторитарни режими, случајот со Македонија настана како резултат на една конференција која се одржа во 2017 година, во септември. И идејата беше да се зборува за наративите во полуавторитарни режими и, како што рековме, случајот со Македонија, бидејќи сметавме дека во Македонија имаме сериозен проблем со наративите во разни области и тоа и се покажа бидејќи само неколку месеци пред да го организираме конференцијата се случи 27 април и нападот во собрание и тука можеше да се види резултатот на наративите, особено оние кога станува збор за политичките говори, но и за историјата. Нели често слушавме како ќосето треба да оди да дели правда некаде. Во 2017 имавме 8 мина кои ги презентираа своите видувања за областите театарот, новинарството, историја, архитектура, родова еднаквост, права на маргинализирани заедници, ЛГБТ, значи речиси успеавме да ги опфатиме сите аспекти од нашето општество кои ги сметаме за проблематични. И како резултат на тоа, со поддршка на Хайнрих Бел, решивме да објавиме еден зборник. Сепак во зборникот имаме 6 стати кои третираат разни прашања од историја, урбанизам, архитектура, медиуми, театар и се разбира политичките говори, политиката во Македонија, но и правата на маргинализирани заедници, но и правата на статусот на ЛГБТ заедницата во Македонија. Овој пат, и тука им се заблагодарувам на авторите, некои се тука, Славчо Димитров е тука, Дарко Ставев, него гледам, он е тука потоа морам да ги прочитам сите, на Миша Попович и Влора Речица, на Жанета Трајковска, Бојан Георгиевски, Ивана Драгшич и на Кристина Леловец. Овој пат ние ќе зборуваме за историските наративи, кои во изминативе денови се доста актуелни, доста жешка тема е во нашето општество и во медиумите. Но овој пат сакаме да представиме малку поразлично од она што често го слушаме во медиумите, каде што е буквално дебатата историска е сведена како на некој си кафански муабет, а не на сериозна дебата како што доликува. Јас си давам збор на Кристина Николовска, која ќе ги представи од денешните учесници и ќе модерира оваа дебата. Благодарам. Благодарам, Петар, за поканата. На мене ми представува голема
чести задоволство што сум овде. Гости од 3 различни локации од југоисточна Европа. Најпрво ќе го представам професорот Тасос Костопулос, кој што има докторат по модерна историја од University of the Aegean, со докторска теза насловена како Национални партии и раниот македонизам, општествените и политичките димензии на националните несогласувања во Османлиска Македонија. Инаку тој е и новинар, пишува за дневни весници во Грција и автор на 6 книги напишани на грчки јазик, од кој што за оваа дебата нели е важно да се спомене Забранетиот јазик, државната репресија на словенските дијалекти во Грчка Македонија, издадена во 2000 година. Неговите истражувања се насочени кон национализмот и кон конфликтите кои што произлегуваат од различното толкување на минатото. Имаме гостин исто така од Софија, Чавдар Маринов. Тој има докторирано во Париз и неговиот истражувачки интерес е исто така насочен кон историјата и пишувањето историја за македонското прашање. Автор е на повеќе книги, меѓу кои ќе издвоиме нели книгата на француски јазик Македонското прашање од 1944 до денес, Комунизмот и национализмот на Балканот. Исто така тој е коавтор на значајна збирка која што излезе мислам во 4 тома, Испреплетени истории на Балканот, и ќе видиме понатаму во дискусијата дека тоа прашање кон крајот ќе се отвори кога ќе зборуваме за иднината на историските наративи. И на крајот ќе представам Ирена Стефоска, веројатно повеќето од вас ја познаваат, таа во моментот е пратеничка во Собранието на Република Северна Македонија, инаку е професор на Институтот за национална историја, со докторат на Филозофскиот факултет кај нас и магистратура на ЦЕУ во Будимпешта и во Белград. Таа била исто така Фулбрајтов стипендист, а незините истражувачки интереси се исто така насочени кон нациите и пишувањето на национални истории во овој регион. Би сакала сега да кажам како ќе се одвива ова дебата. Значи, моите прашања ќе бидат општи и ќе бидат насочени кон сите тројца, така што оној кој што е најмногу ентузијаст ќе може да почне прв. Немаме строги правила. Имаме околу 1 час по кој што ќе зборуваме ние, а потоа ќе вклучиме и публиката. Ќе ве замолам само кога ќе се вклучувате да се представите и ако може да бидат прашањата јасни и концизни, за да има можност повеќе луѓе да се вклучат. И на крајот, значи, ќе имаме и еден коктел во фоајето, така што сите сте добре дојдени да присуствувате. Првото прашање е многу општо, значи насловот на ова дебата е за национализираните историски наративи, па така што сметам дека е добро да почнеме најпрво да објасниме што се тоа национализирани историски наративи и каква е улогата на тие наративи во општеството во кое што вие доаѓате. Можеби најдобро е да зборуваме за истакнати примери за да биде дискусијата понасочена. Благодарам. I will speak in English because I can understand Macedonian, but I cannot speak it. Speaking about Greece historical narrative, historical narratives have been more than crucial in Greek societies since self-identification, since the creation of the modern Greek state in 1830. You translate or they can? There's a translation. Okay. History functioned as the most effective among the three main vehicles of national formation, together with Orthodox Christianity. That is a factor strong then, but obviously in decline as considerable
parts of Greek society became gradually secular, and the collective memory of the revolutionary struggle of the 1820s, so that was a colossal experience by itself, but an experience that was also absorbed by historical narratives as the generation of the Greek state's founding fathers passed away. So history remained the main pillar. Ancient history provided since the beginning the lens through which modern Greeks attributed to themselves a place in the world of nations. It was mirrored through Western European eyes. It was a past highly venerated by both versions of the dominant European high culture of those days. Both Enlightenment and Romantic nationalism, each one for its own reasons, projected ancient Greece as an ideal model for modern societies. So this reappropriation of a distant past by the nascent Greek national community is vividly reflected in the memories, for example, of General Makrigiannis, a hero of the independence war, when he recalls that the revolutionists who besieged Acropolis in 1826 offered to the local Ottoman garrison a part of their own bullets in order to save the Parthenon marbles from destruction, because the Ottoman garrison destroyed the marbles to take lead to create bullets they needed. So this veneration of the region's past provided a strong stimulus for the inclusion in this nascent national imagined community of the Greek nation, not only of Greek-speaking Orthodox population, whose language is obviously a direct descendant of Hellenistic Kini, and justifying more or less such an imaginary genealogy, but also Albanian-speaking peasants of Attica and Peloponnesus, who were obviously of non-Greek descent. But as a friend of me that is of this origin says, they sold their language to buy history. And it's something that also happened with a considerable faction of the Slav Macedonian population in later times. 2 centuries later, as Greece has been in a stable state, when we speak about the Greek historical narrative, we must make a clear distinction between 3 different levels. The official mainstream narrative, taught for decades in the schools and reproduced by all the state's ideological apparatuses. Second, scientific historiography, produced within the academic establishments or by independent historians, characterized by an increasingly pluralist approach, as well by the usual contradictions between officialdom, conformism, and radical thinking that exist in the scientific circles in different analogies. And third, the so-called public history, that is narratives of the past mediated through non-scientific outlets, such as the media, public ceremonies and monuments, even fan clubs of football teams. I think with Vardar you have also an idea here. It happens in Greece in a very great degree. Narratives of an extremely diverse relation to scientific reality, the various positions. The basic traits of the mainstream, becoming with the mainstream historical narrative, had been formulated during the mid-19th century by Konstantinos Paparigopoulos, an intellectual and a statesman, who served at the same time as the professor of history in the University of Athens, and at the same time as president of the Society for the Dissemination of Greek Letters, that is the state-sponsored apparatus which was responsible for the promotion of Greek Redentism in the Ottoman territories. His monumental History of the Greek Nation, in 5 big volumes, set the norm of what has been since the dominant image the Greeks nurtured about their collective past. Its contents were popularized not only through the education system, but also by active measures, such as the free dissemination of his books to the best students of secondary schools in provincial towns. This was for more than 100 years. The good students took as a gift the 5 volumes of official history. We can understand how it was disseminated to societies near them. Paparigopoulos' main contribution was the incorporation of the Eastern Roman Empire, that is Byzantium, until then scorned and bypassed by the admirers of ancient Greece, into a narrative that linked the regenerated Greece to the ancient one.
within a three-phased national continuum along 3,000 years: Antiquity, Middle Ages, Byzantium, and New Hellenism. A scheme that since has been reproduced by school curricula and deeply incorporated in the people's mind. It's a dominant perception of every average Greek of the national history. The place of Macedonia in this narrative was very decisive, as it was an indispensable temporal link connecting the present with the ancient past. It was in between classical Greece and later times. But also it was the only territorial passage from Athens to Constantinople, who was the target of a great idea to resuscitate the Byzantium over the Ottoman Empire. Just like all its Balkan counterparts, official Greek historiography still does not treat Macedonia as a region with mixed populations whose populations' parallel evolution should be described on an equal and synchronic base, how all of them developed at the same time parallelly. But they describe Macedonian history as a mono-ethnic entity, Macedonian Hellenism, where the other is relegated to the status of the rather secondary object of study. Just like Bulgarian national historiography is centered on the regions Bulgar-Stinata, and just like the Macedonian national historiography is focusing on the development of the Macedonian national idea. We have parallel monologues that do not coincide. This is about the main. We can come to the later. Благодарам најнапред. Добро вечер на сите. Благодарам на поканата на Центарот Циник. Многу му е интересен акронимот и јас се надевам дека и верувам дека оваа дискусија вечерва ќе има еден таков аспект, циничен, ироничен, малку кон историјата да пристапиме со иронијата, е многу добра и за психолошкото здравје и на историчарите, а искрено да ви кажам, предпоставувам и на консументите на историјата. За нас историчарите, зошто иронијата важна, таа ни создава дистанца во нашата собствена работа, па и искрено верувам дека ни помага да не паднеме во патетики, во многу емоции, да не обземат нели историјава на Балканите. Јас намерно секогаш во плурал го употребувам зборот Балкан заради целата шареноликост и на културите на еден простор. Конкретно за прашањето на Кристина би се надоврзала на она што го зборуваше Тасос, конкретно во процесите на градењето на нацијата и улогата на наративите, техниките и начините на градењето на нацијата се апсолутно слични во целиот регион. Тасос почна со формирањето на грчката држава, така? Значи, од тука формирањето на македонската држава во смисла на градење на еден национален наратив се разбира многу важен за македонците, бидејќи со идеолошкиот апаратус на државата, училиштата, војска, црквата, колку интересно е во македонскиот случај, нели, во социјализмот црквата беше во и не само црквата, него во приватната сфера, но како еден од символите на етнонационалните идентитети во регионот, значи верата, православието конкретно за етничките македонци. Значи во таа смисла, мислам, тука немаме некои големи разлики. Најчесто она што јас до ден денес не можам да го разберам, зошто ако методите, техниката на создавањето, градењето на нацијата, на етничката нација во случајот за македонците, зошто да се зема за греф, така да кажам, прво времето во кое што се случува, значи подоцна 5 минути, 10 минути во едно историско време или 5 минути подоцна еве од другиве комшии од Бугарија, постојано да се чувствува и од наша страна како комплекс или пак како од обратно како еден омаловажувачки однос од соседите, прво во времето во кое што се случува, се создадена државата зборувам,
И второ, како да е грев, што процесот го воделе победниците во Втората светска војна, значи комунистите, значи и јас би додала националните комунисти, бидејќи тие биле nation builderите во нашиот случај. Зошто сега тоа? Сите мои истражувања не можев никако да откријам, освен на ниво на еден стереотипен пристап од разни, било истражувачи или не е важно, и во регионот, па и надвор од регионот, да бидеме искрени. И зошто ова сето би било грев, кога гледаме техниките и начините на создавање, и не само на нациите во регионот, и пошироко. При што многу важно место има националниот историски наратив. Значи, во редица студии историчарите се nation builderi. Во првите фази особено на нацијата. И во создавањето на тој мејнстрим наратив. Сега, фактот што 5 или 10 минути покасно е создадена македонската држава, што не значи дека идејата за посебноста на македонците не е постара, се разбира дека е постара од создавањето на државата. Значи, тие идеи уште од преродбата, крајот на 19 век, процесите што следеле понатаму и така натаму. Ми излета мислата, ќе извините. Многу ми навира разни работи за историјава. Значи, зашто создавањето на националниот историски наратив бил многу тешка и задача и, да ви кажам искрено, и неблагодарна за македонските историчари. Пред многу години, една мала дигресија, кога учев, кога се запослив во институтот, па на постдипломски и така натаму, не можев да ги разберам, се уште бев млада, бев многу критична и така натаму, не можев да разберам мојата премногу критичка перспектива не ми дозволуваше да разберам позицијата во која што биле македонските историчари и не само историчари после 46-та година. Во која смисла? Во ситуација кога минатото веќе е национализирано, 5 минути, 10 минути, 15 и така натаму порано од соседните балкански држави, просторот во кој што се движеле македонските историчари за да исковаат националната приказна бил многу стеснет. Ние можеме да дискутираме и знаеме дека националните наративи, значи внатре во нив има национални митови, нели? И така натаму. Во таа смисла исто примерени на сите нации. Во оваа смисла ви велам, при што се разбира, ние се врзуваме со средновековието, така тече наративот, почетокот на нацијата е во словенскиот среден век, за македонците. Има и во тоа време, барем во тротомната историја на македонскиот народ, почетокот е со античка Македонија, ама во една културолошка, географска смисла, не врзување во идентитетска смисла. Значи, ми требаше години работа и слично да разберам во кој контекст, во какви услови, и тогаш, искрено ви кажам, и денес, не можам да кажам дека историчарите, не знам, страшно многу биле, не знам, имале високи примања или услови за истражување, или не. Слично нешто како и денес, но можеби во 70-тите години било подобро. Значи, јас не зборувам некого да оправдам, јас само научив да разберам што и како, во какви услови, не само физички работеле луѓето, во каков контекст социополитички, во какво окружување и така натаму. И уште само нешто да додадам. Фактот дека, значи, се создава националниот наратив со точки во минатото, кои што ги врзуваат луѓето од современието, фактот што во тој еден процес, во процес на национализирано минато од соседите, во процес во кој што
изворите и мињата на соседите, етнонимите, например, почесто се среќаваат, не баш во грчкиот случај, во бугарскиот случај, во средновековието, например, или подоцна, им давало една, се разбира, да изведат полесно и символичката врска со современата. Така е Чавдар, бугарска етнонација. Во македонскиот случај тоа не е баш така, но сеедно, не можеме да дискутираме за степенот на конструираност на националниот наратив, но тоа не го прави помалку вистинит за луѓето кои што го конзумираат, кои што за кого бил наменет. И пред да завршам, само ќе го подсетам Тасос, кога спомна за 19. век, за таткото на грчката историографија, односно за национал Папаригопулос и така натаму. И тука има една иронија, има еден цинизам, не во врска со Папаригопулос, него ентузијазмот на тогашните грци за антиката, за класичната антика. Најмалку или многу малку има врска со самите грчки елити, многу повеќе има со западноевропските филхелени, патеписци и така натаму, и како што спомена Тасос, за кои што денешната современа грчка држава, тоест просторот, е центарот, срцето на современа Европа, значи класичната антика. Значи, ентузијазмот, што се случуваше и ние сме сведоци овде, на наживе простори, плоштадон го гледаме што се случи со антиката, со античкото македонско кралство и така натаму. Но и предходно, 10 минути порано во Грција, најмногу се должи на романтичниот 19 век и на филхелените од западниот свет кои што доаѓаат тука и кои што шетајќи, например, во регионот на Македонија, извадив еден пример што сум работела и така натаму, шетаат низ регионот на Македонија, има во, само да го најдам, извинете, шетаат во регионот на Македонија во почетокот на 20 век и заборев Гоф, мислам дека. И не можат да се изначудат. Тоа тие што го гледаат апсолутно немало врска со представите во нивните глави од книгите и така натаму и со антиката по себе. Се разбира, тие дошле во Отоманската империја, ги гледаат селаните од Отоманската империја, како што спомнав, сосема надвор од нивните слики, надвор од сликите што тие ги донеле со себе на овие простори. Така што и тука исто има еден ироничен момент, како да ви кажам, дури духовит, од денешна гледна точка, кога ги гледаме, се разбира, работите. Благодарам. И јас исто така би сакал најпрвин да му се заблагодарам на Центарот Циник за поканата и за целата организација на денешната дебата. Значи, што се однесува на улогата на историските наративи, јас би сакал да се фокусирам врз денешната ситуација во Бугарија. И секако, најпрвин би требало да кажам дека, исто како што и Тасос го потенцира тој факт, треба да се прави некаква релативна разлика помеѓу јавни артикулации на националната историја, на историскиот наратив и академските истражувања. Секако меѓу двете работи постои една многу тесна врска. Во голема мера јавните артикулации се формирани од академијата, од академските истражувања. Меѓутоа, навистина, врската е покомплицирана и двете работи не се баш едно и исто. Така да, поаѓајќи од прашањето за јавната историја, јавните артикулации на националната историја и нивната употреба, би рекол дека навистина во Бугарија овие наративи имат
огромна улога денес, која што за жал ми се чини дека станува се по-голема од 90-тите години наваму. И би сакал да ги наведам зборовите на еден бугарски културен теоретичар и историчар Ивайло Дичев, кој што рече еден пат дека во Бугарија доминантната религија тоа не е православното христијанство, тоа е националната историја. И тоа го гледаме скоро секој месец. Во Бугарија имаме некаков јавен скандал од типот сакат да го избришат турското робство од учебниците по историја. И тоа е веќе една класика, би рекол, од 90-тите години наваму. Скоро секој месец имаме некаков ваков скандал, сакат да го избришат турското робство. Никој не се праша во каква мера воопшто постои таква фразеологија во денешните учебници по историја. Кога постоела, дали се уште постои, кој сака да го избрише, навистина ли сака да го избрише ова турско робство и така натаму, но скоро секој месец имаме нешто од тој тип, некаков јавен скандал од тој тип. И на некаков начин символичен е фактот дека самиот влез на Бугарија во Европската Унија во 2007 година совпадна со можеби најголемиот скандал до сега, така наречениот скандал Батак, поврзан со еден всушност научен проект на бугарска историчарка на уметност која што живее во Германија и во Швајцарија и на познатиот балканолог Улф Брунбауер. И всушност во 2007 година тогаш добро познатиот и во Македонија Божидар Димитров провоцира тој скандал, велики дека овие автори го негират така наречен всушност масакрот на Батак. Батак е една паланка во Родопите во Јужна Бугарија, во која што има навистина значаен масакр за време на априлското востание 1876 година. Меѓутоа, навистина овие автори зборувајќи во една прва верзија на нивниот проект за Батак како национален мит, бугарски национален мит, тие секако го употребува поимот мит во начинот на кој овој поим се користи во научните дискусии меѓу историчари денес. Не како една лага, како нешто кое што не се случило, туку како еден важен настан, символично важен настан, кој што се користи политички, користи се за одредени националистички, исто така мобилизации и еден настан во кој што и самата содржина, фактолошка содржина се менува во времето. Да речеме, во самиот почеток е јасно дека они што масакрирале бугарско христијанско население биле највеќе помаци, бугари муслимани според официјалната верзија. Тие помаци лека по лека стануваат турци. И така натаму. Значи, многу работи се вршат со тие историски митови, многу работи се менуваат во нив. Да, целосно вакви дебати се малку тешки за широката јавност. Широката јавност разбра нешто сосем друго, дека под мит всушност авторите сакат да кажат дека тоа немало такво нешто, немало таков масакар. Така да, нели, преку ваквите мобилизации се гледа дека историјата, историскиот наратив во неговата јавна артикулација е многу, навистина, нешто едно мокно орудие денес, посебно во едно општество како Бугарија. Што се однесува на академската историографија, на академските артикулации на националната историја, таму секако работите се малку покомплицирани. Денес постојат одредени дебати, ревизионизми, различни мислења за различни прашања поврзани со бугарската историја, посебно за турското робство. Мислам дека дури за мејнстрим историчари, меѓутоа и за самиот Божидар Димитров тоа беше некаков некаква абсурдна фразеологија. Тој дури Божидар Димитров не прифаќаше реченицата, не прифаќаше оваа фразеологија. Меѓутоа, навистина, што се однесува на проблемот за османлиското владење, османлиската епоха, постојат навистина битни истражувања денес, други истражувања исто така врз одредени, митологизирани на некаков начин аспекти, да речеме, на традиционалната култура на бугарите. Овде во салата е и Стефан Дечев, кој што има својот придонес
денес, посебно во овој аспект. Исто така, бугарската државна политика спрема малцинствата, посебно спрема турското и муслиманските воопшто малцинства во Бугарија. Постојат многу битни и вистина објективни критични публикации во Бугарија. Исто така Холокаустот, посебно прашањето за депортацијата на евреите од Вардарска Македонија, исто така има храбри публикации денес во Бугарија. За жал, оно што мислам секако највеќе ја интересира јавноста тука, што се однесува на Македонија, мислам дека голем развиток не постои во последните години. Значи, мејнстрим историографијата е многу националистичка, има еден традиционалниот националистички пристап кон се и се што се однесува до Македонија. За жал, либералните историчари во Бугарија целосно не се бават, не се занимават со оваа тема, сметајќи дека секаква дебата во однос на Македонија е од начало оптоварена, осудена, оптоварена со национализам, дека тоа е еден кафански муабет, на вистина, со кој што тие не сакат да имат ништо заедничко. Така да, за жал, тоа на некаков начин и прави невозможна една критична рефлексија врз сите тие прашања, отворени прашања помеѓу Бугарија, Македонија, македонскиот идентитет, развитокот на македонски идентитет од крајот на 19 век наваму. За жал, публикациите во тој аспект се многу мали. Имаме некои на Стефан, токму на Стефан Дечев, на историчар Стефан Дечев, кој што е тука, адресирани повеќе до поширока јавност, и некои други работи кои што се објавени повеќе надвор, во странство, не толку во Бугарија, но во самата бугарска историографија, за жал, нема голем развиток во тој аспект. Работи е да се надоврзам за битката за Батак. И јас дори мислев да ја спомнам како еден типичен пример на стравично емотивни реакции, ама Чавдар кажи ги деталите од настанот. Што и се случи на историчарката на уметност. Родителите не може од дома да излезат. Така беше во Софија. За жал, како се викаше? Мартина Балева. Мартина Балева. Сличен случај, не баш ваков, да продолжи Тасос, проблемот на Анастасија Каракасидова во почетокот на 90-тите години со нејзината книга Полиња жито, редишта крв на македонски беше преведена, и по објавувањето во Чикаго Универзити Прес, откако предходно Кембридж Универзити Прес одби да ја печати книгата заради релациите или проблемите од страна на Грција, при што често е да се каже дека председателот на издавачкиот совет во тој момент, мислам дека беше Херцфелд, познатиот светски антрополог, тој си даде оставка. Како и да е, по објавувањето на книгата, кој што го тангира регионот Лангадост во северна Грција или во Грчка Македонија, населен со славофони, така да бидам коректна. И така натаму, по објавувањето на книгата, Анастасија не можеше да стапне во Грција. Но за тоа повеќе ќе зборува, или може би не мора да зборува, се разбира, Тасос. Поентата ми е таквите страшни емотивни реакции, или овде кај нас сега, рете да се префрлам, нели, на нашиот простор. Стравично емотивни реакции не само овој период после потпишувањето на договорите, туку и предходно по осамостојувањето на земјата. Сега, малку е различен македонскиот случај, бидејќи спомнав и предходно оспорувањето континуирано на символите на етничкиот македонски идентитет, име, јазик, црква, независно, јас сум атеистка, но чисто како ги ставало во поразлична ситуација визави соседите, во една дефанзивна ситуација, постојано да се бранат и докажуваат македонците, историчарите, елитите, интелектуалците и така натаму. Тука има една разлика што не го намалува
тој појавите на национализам во нашиот контекст или опасностите кои што ги носат на националистичките наративи за мобилизација на луѓето. Независно, можеме долго и на широко да зборуваме за Скопје 2014. Сум пишувала јас заедно со колегата Дарко Стојанов, сигурно и дел од присутните гледам и така натаму критички сме расправале. И поларизацијата во општеството внатре, што се случи со антиквизацијата. Значи, и тие емотивни реакции, особено на, ако критички се осврнете кон луѓето кои што веруваат дека по потекло се, не знам, од античка Македонија, луѓето ве доживуваат како непријател. И тука више дискусијата завршува. Јас само да ги замолам од либералните бугарски кругови малку елитистичкиот пристап кон Македонија да го намалат. Благодарам. Yes, speaking about, I forgot to speak about the scientific historiography. I spoke only about Paparigopoulos. I mixed my papers. So the scientific historiography, and we go to Karakassidou affair also, followed for many decades also more or less the above mentioned, the canon of Paparigopoulos of the three periods, etc. During the 60s, 1960s, research and writing on Macedonia was organized in a very highly centralized and bureaucratic way in Greece, reminiscent of the single-party states of Eastern Europe. It was very centralized also, but it was not publicly acknowledged. But this is not anymore the case as a result of various factors, from globalization to the internal democratization, that was a result of socio-political struggles in Greece. An inherent pluralism has arose, demystifying what has been earlier considered a sacred cow. For example, the book of Anastasia Karakassidou, which does not deal about a Slav-speaking village. It's speaking about, what's crazy, is speaking about a Greek village of Macedonia, where there were also some women of Slav, from nearby Slav villages. But this was not a problem. Again, nobody had read the book. Had read just an article that Karakassidou wrote that it was pro-Macedonian at the time. And so there was all this mobilization for a book that was not already read. But now it's published in Greece, and it was highly appreciated as other books like Lauren Danforth's, etc. This does not mean there are no problems. They're more linked to the cultural anthropology in the eastern part of Greek Macedonia, near the Bulgarian border, whereas the region that is, it has suffered for much more interiorization of state repression. But there is interaction between progressive academics and the left-wing student movements or parts of it during the early 90s played the role of a catalyst in this direction of pluralization of an issue that I shall deal later. In any case, this pluralism was intrinsically linked, as in any other society, to the social and political antagonism within Greek society, what once upon a time we called class struggle in general. It was not by coincidence that the first voices of dissent with a dominant narrative institution organized by Paparigopoulos were produced during the 1920s by the first communist intellectuals of the time. And it's not also a coincidence that the ascendance of a modernist historiography, but did not deal at the time with Macedonia, but with other parts of Greek history, modern history, but also the creation of the Greek nation, took part only after the colonialist junta downfall in 1974. On the history of Macedonia, today, the main points of dissent with the main narrative have to do with, first, the multi-ethnic character of the region and of Greek Macedonia until the 1920s, the negation of this traditional essentialist approach to the nation that is viewed by modernists as a primary political phenomenon linked to modernity, and
speaking about Macedonian nationalism, that Macedonian national idea, national formation, is not something absurd or a mutation, as the traditional nationalist approach described it, but it was a natural historical process that must be analyzed just every other. And also the social depth and character of the so-called Macedonian struggle, that is the post-Ilinden dispatch of Greek bands against the Imro. This has been a matter of discussion in Greece. And most of all, the existence and the treatment of the Slav Macedonian minority of Greece. This has been a debate about that. Concerning ancient Macedonia, on the other hand, there is a widespread consensus about its Greek character on the basis of the Greek language of the available scripts and the alleged by ancient sources Greek origin of the Ariad dynasty from Peloponnesus, from Argos, etc. There are some voices of dissent, far less than those disputing the official version of modern history, but they have nothing to do with Macedonian Antikvisatia, which is considered by everybody in Greece more or less an absurd attempt by national Macedonian diaspora and the local Vemero to bypass the lack of a local right-wing nationalist tradition through a collective escape of Macedonian Slavs to antiquity. Dissent with the Greek equivalent of Bukefalismat has been rooted to the rejection of its social political contest. That means ancient Macedonia, contrary to Athenian democracy, whatever it was, in fact, or to the Spartans' military egalitarianism, whatever it was absolute monarchy, authoritarianism, personality cult, and a more or less micro or pseudo-imperialist daydream. That means if you see Spiridon Gonzamanis, for example, a high-placed Greco man during the interwar years, and one of the biggest collaborators, it was minister of every economic ministry during the Nazi occupation, has projected Alexander the Great and the Macedonians as the right-wing reply and the solution against the leftism of Athenian democracy during the 1930s and 40s. It was a discourse that somehow changed. You can find it in the reactionary Greek nationalism today. Public history, the third part, is of course a totally different story. It has also been an intellectual battlefield between mutually exclusive narratives and the battles that were waged in every sphere, from the press up to the social media. But the correlation forces here is obvious, for obvious reasons, is rather different, and it's less favorable to anti-nationalism than elsewhere. Next question. Опфативте повеќе теми во вашите излагања. Јас мислам дека Чавдар веќе спомна за таа исклучивост на македонското прашање, нели дека нема плурализам помеѓу историчарите во однос на ова прашање. Претпоставувам дека тоа ја отежнува целата ситуација околу билатералната историска комисија, која што, нели, за која што ќе зборуваме во текот на дебатата. Меѓутоа ме интересираше од аспект на професионални историчари, значи дали тие гласови на дисиденти лесно стигнуваат надвор од круговите и каква е професионалната атмосфера во крајна линија, во која што, нели, имаме доминантен националистички наратив. Мојот впечаток конкретно за случајот кај нас е дека тие други гласови претежно се од историчари кои што пишуваат на други јазици. И може би Ирена за тоа повеќе ќе може да зборува. Меѓутоа, дали реално постои дебата со која што овие националистички митови фактички се преиспитуваат? Да, за жал,
Многу често реакцијата на мејнстрим круговите во бугарската историографија, тоа значи највеќе Бугарската академија на науките со нејзиниот институт за историја и Историскиот факултет на Софискиот универзитет, многу често реакцијата кон секакви алтернативни читања, размислувања, публикации за еден или друг аспект од историјата на Бугарија е реакција на всушност се молчи за, мислам, нема никаква реакција. Реакцијата е таа публикација не постои. Едноставно не се дебатира за тоа. И тоа е најсигурниот начин, всушност, да се изолира, маргинализира на некаков начин секаква алтернативно читање. Многу често е тоа. Во однос на Македонија, како што реков, за жал нема толку многу алтернативни гледишта и интерпретации и публикации. Ако има вакви, реакцијата е иста. Едноставно, тие публикации не постојат. Треба апсолутно да го повторам, истото важи и за нашиот македонски контекст, академски контекст. Не постои, мислам, прво нема плуралност на тема македонското прашање, алтернативни читања на различни теми од историјата постојат, се разбира, но се малку и во многу мали кругови, и истото се случува со изолирање. Можно е некакво атакување евентуално, но најдобар начин е да ги изолирате како да не постојат луѓето што така размислуваат. При тоа зборувам за академската историографија. Тука треба или би сакала да нагласам степенот на професионализација на македонската историографија. За жал, според моje мислење, но и според мислење на редица истражувачи, и сеако ќе кажам дека тие се однадвор, не соодветствува сепак на 21. век. По распаѓањето на Југославија, институциите во кои што се произведува, така да кажам, се истражува историјата, првенствено институтот во кој што јас работам, но институциите, има и други, се разбира, институти. Сега, една мала дигресија, во Македонија се разбира не е само Институтот за национална историја, бидејќи не живеат само етнички македонци, но сега зборуваме на оваа тема, да нема недоразбирање. И во таа смисла, мислам дека ние мора сериозно да се зафатиме како земја, како општество, со поддршка на ресурси од државата во процесот на градење на политики образовни, најнапред за луѓето кои што ја изучуваат историјата, односно студираат историја, и на Филозофскиот факултет на Скопје, во Скопје, и на Штипскиот факултет, во Тетово и така натаму, за подоцна, значи, се извинувам, образовни политики и поддршка на сите што сакаат да изучуваат, да студираат историја, да имаат можност да патуваат повеќе, да разменуваат, да престојуваат, тоа да биде политика на Министерството за образование и наука, покрај се разбере личниот ангажман на луѓето, но јас зборувам за образовни политики, кое што ќе има последично влијание и во степенот на професионализација на академската историографија, кое што пак уште како една последица ќе има, според мене, порелаксиран однос во однос на минатото, бидејќи националната историја не е единствениот канон или жанр во изучувањето на историјата. Студентите по историја на сите факултети каде што се изучува, 3, се социализираат во канонот на националната историја и уште од студентски денови со една голема пристрасност
гледаат кон минатото и бидејќи социализирани во канонот на националната историја, се разбира во фокусот е конкретната нација од која што на која што припаѓаат. И значи уште од тука почнува тој момент, се разбира тие не се изолирани од општествениот политички, економски, психолошки контекст, кој исто така има влијание врз и студентите и сите нас, но сакам да кажам дека нас ни се потребни поголеми реформи во институциите за едукација и последично во институциите за произведување на знаењата за минатото. Повелите. Јас исто така сакав да додадам нешто со оглед на тоа што Ирина веќе го зачна ова прашање за историското образование, а нели тоа е обврска сега со билатералните договори помеѓу Северна Македонија и Грција, Северна Македонија и Бугарија. Сакав да прашам дали на некој начин овие преиспитувања на националните наративи може да дојдат од самите историчари и каков е односот на историографијата и политиката во таа смисла во регионот. Затоа што на проблем со националистички историографии има насекаде, меѓутоа има и плурализам во таа дискусија. Сега, кога веќе зборувавме за различните пишувања историја, сакав да прашам дали во рамки на самата професија можно е да се дојде до некаква промена или беше нужно ова кое што е state sponsored барање да се преиспитаат тие националистички наративи. I think that the relation between these state politics and the different approaches is very close. In Greece, we can see this development of the scientific history in time. Before 1990, there was practically no alternative narratives to the mainstream one concerning Macedonia, because just like happens in Bulgaria today, the modernist historians more or less avoided to enter the field of Macedonian history. It was a dark history, it was very much controlled by the state, and also it was something that after we had democratic institutions, modernist historians had wished to deal with the 40s that up to then it was a prohibited item, and also with economic history, with the history of the ideas, new things. Macedonian question was something they disliked. Until the collapse of the colonist junta, the dominant narrative was one of Greeks versus Bulgarians, and Slavs in general, but mainly Bulgarians. After that year, and the informal Greek-Bulgarian alliance against Turkey, before the collapse of the Eastern Bloc, Greek-Bulgarian enmity was gradually abandoned as incompatible with national interest, but without any revision of earlier nationalist narratives. That the politics goes, now we're friends, we don't speak about the past, but there was no revision, no rediscussion under a democratic situation. Skopjans, the Yugoslav Macedonians as they were called then, gradually arose as the new threat to Greek sovereignty of Greek Macedonia. But the official discourse continued to say that this is an inexistent question whose nature it avoided to describe. So even legal measures, as the racist exclusion in 1883 of non-ethnic Greeks, Civil War refugees from free repatriation, were never properly explained to the broad public. And of course, there was no discussion at all about any minority, etc. I must emphasize here that this trend coincided with an integral developments within Greek Macedonia. That means what I have called
the collective strategy of silence adopted after the Civil War, after 1950s, by the new generation of the local Macedonian Slavs, who deliberately stopped transforming crucial identity markers, mostly collective memory, sometimes also Macedonian language, but collective memory, it was the main thing, to their offsprings in order to facilitate their integration into Greek society. I mean, you have a mnemonic void in the new generation. There was a generation that grew up as Greek citizens. They knew that maybe even the language, but their parents stopped to discuss about the past. They had a very vague idea that something had happened. They explained it now. In 1991, 1992, that is after Yugoslavia's dissolution and Macedonian independence, this inexistent question came back to the front, mostly due to the Mitsotakis government need to mobilize nationalism as a vehicle to recapture hegemony within a society that strongly resisted at the time his neoliberal politics. Mitsotakis' government had suffered 2 or 3 big defeats, one in the labor field, one in the education. It had lost a minister, he had withdrawn his measures for the higher and the medium education, and it was a counterattack in this. It was a counterattack against the broader left, from PASOK up to the radicals. Macedonian question was always a good vehicle for Greek conservatism. The information void of the previous decade and a half and the subsequent lack of qualified personnel for state propaganda, because the state did not organize propaganda at the time, led to forceful comeback and political recycling of many discredited extremist right-wing propagandists from the Cold War era or the military junta. There were people very much discredited who have, for example, our main Nazi, Kostas Plevris, who circulated from school to school. He was and in the private television channels, the more lumpen ones at the time, as a propagandist about the Macedonian, because the specialists of the Greek state about the Macedonian question up to the 74th, after the end of the junta, were who? The old propagandists of the junta. After the junta, the existent question seemed that there were no people engaged in such stories. So, and they were even mobilized as semi-official experts. For the average Greek, for whom Macedonia had been forever Greek and mostly Greek, the whole issue was, of course, rather simple, as the banner of football team PAOK of Salonika proclaimed in 1992, Vukefal was not a Zastava. This was the average level of discussion. Descent to the nationalist hysteria during those early days of the new Macedonian question was a very marginal phenomenon. Those of us who dissented were very few. The Communist Party of Greece was the main exception who possessed a certain mass base, but being under shock from the dissolution of the Eastern Bloc, the Orthodox communists were in no position to offer effective intellectual resistance to the dominant trend. They were just on the defensive against nationalism, but they could not counterattack. The only counter-narratives to nationalism on Macedonia were therefore produced in the early 90s by what can be called the 92 generation. It was a number of young students at the time who belonged to various left-wing groups within the universities, who had no real experience nor fear of state repression, because as a generation grew up in a democratic environment and did not feel obliged to pass into silence the discrepancy they discovered between the dominant discourse and the primary sources they had themselves consulted. Many of them are today university professors, contributed to this pluralist approach I have already described. In general, we may discern 3 different periods after 1991 of this public debate on the Macedonian question. The first, it was up to the intermediate agreement in 1995, when there was this widespread national consensus that was progressively eroded, mostly due to internal strife among the mainstream parties, each one denouncing the other, but trying to accommodate the issue, but also the emerging and growing dissent among a part of the intelligentsia.
A decisive moment in this direction were, however, the 1994 European elections for the European Parliament, when a Macedonian minority party, Vinojito, entered the elections and took around 7,000 votes. And this destroyed the backbone of the national arguments of that time, that there is no minority, there is nothing in Greece, it's all Skopje irredentism. As it proved, what Nikos Philis, later he was a Syriza Minister of Education, at that time he was a journalist, he observed after the vote, he wrote that the allegedly inexistent minority in Greece is in fact bigger than the Greek one in Istanbul, which is around 5,000 people. So, in 1995, there was a rearrangement of the official discourse in Macedonia. It was decided, as it was published then in the press, in a closed meeting in the Greek foreign ministry, that they had to somehow renovate the official discourse. From 1995 to 2007, there was a development of alternative narratives covering a whole array politically between this moderate rearrangement of the official version of official historiography and radical contestation and dissent of its dogmas. My first book, The Forbidden Language, which was published in year 2000, belonged to this later trend. In 2007, there began a conservative nationalist backlash. On national history in general, beginning with a public debate on a new school textbook for the last grade of the primary school that was denounced by nationalists as anti-nationalist. And on Macedonia, among other things, it had as documents the official Greek census on Salonika, the city of Salonika, after its liberation, when it was proved that Greeks were the third group, with Bulgarians the fourth, of course, but the first was the Jews, but it was something new for kids. And also it had Harilaos Trikoupis, a Greek prime minister of 19th century, ostensible declaration that whoever takes Macedonia will absorb it. If we take it, we shall make them all Greeks. If the Bulgarians take it, they make everybody Bulgarian. And this is also something new, contrary to the official discourse. So this counterattack blocked any further advance of the revisionist trend, but did not reverse the earlier gains in this direction. Far more serious were the results after 2010 of the bailout agreements, these catastrophic bailout agreements that undermined for good any international discourse that was linked to the European project and the process of a democratic new order. Various conspiracy theories gained against currency, solidifying resistance to a solution that was considered like the Prespa agreements imposed by the imperialists. Until 2010, all this confrontation of historical narratives was not directly influenced by external factors, because also the thriving book market, we had a book market that functioned very well, and books that were revisionist sold well, did not need at the time any external support for dissidents. And NGOs, contrary to what happens in Eastern Europe, the former socialist countries, their product was on the contrary disappointing and problematic. Јас би сакала, сега многу убаво изложивте целата таа историја на што се однесува во Грција, но во интерес на времето, значи да преминеме на тоа што е актуелно денеска, тоа е дали ќе може да дадете некаков коментар во врска со воспоставувањето на тие историски комисии, нивната улога и колку тие можат да придонесат за плурализам во дискурсот. Пред да одговорам на вашето прашање, да се надоврзам на ова тасо што зборуваше и Чавдар, мислам дека е, замислете, крајно време
не замислете, него имаме сите ние потреба да се одмориме од македонското прашање во сите три земји и општества. И навистина, замислете 10 години никој ништо да не зборува, така да здивнеме и ние историчарите, и граѓаните и така. Просто замислете. Само колку да... Бидејќи стварно доаѓа и до апсурдни ситуации, или либералните историчари со право, јас разбирам, бегаат од темата, невозможно и да се работи професионално. Но ајде за почеток исто така, што можеме да направиме, ајде да не употребуваме синтагмата македонско прашање, бидејќи ние ја одржуваме во живот 100 години, сите ние што работиме на темите, на темава, мислам. Ајде да пробаме јазикот да го промениме и на тој начин можеби ќе почне, мислам, не дека нема алтернативни читања, така натаму, него во свеста на луѓето полека да почне 100 години оваа синтагма на Балканот со различни интензитети живее. Така е? И сега само една мала анекдота и за публикава, ме потсети Тасос за случувањата во Грција 90-тите години околу името Македонија, бидејќи јас со години и со децении патувам на различни страни во Грција и без намера да се подсмевам, но има една духовитост на Халкидик, на првиот крак, таму некаде до Сивири, има една мала црквичка посветена на Света Богородица. И на црквата има табла во која што објаснува дека иконата внатре што е на Богородица, во православието се познати едни икони што ронат солзи, како традиција. И на таблата пишува буквално вака, дека 3 пати во историјата, во релативно современава историја, иконава на Богородица поронала солза. Во Втората светска војна, во германската окупација на Грција, 74 година грчко-кипарскиот спор и 93 година кога скопјаните сакале да ја замислете да дојдат на Халкидик и да ја земат Македонија. И како да ви кажам, мислам, ете на тема историја и минато и емоции и така натаму, и една анекдота да малку разбиеме сериозноста на атмосферата и на македонското прашање, што се однесува само кратко. Малку ти ми се чини прешироко прашањето, сега како можеле, што комисијеве да влијат на? Не, прашањето е, нели, зборуваме за како се третира Добро. историјата во договорите и формирањето на тие билатерални комисии. Во за мене. Дали можат комисиите всушност да учествуваат во разрешувањето на тој националистички конфликт, бидејќи националните дискурси исклучуваат. Нели, сега Кажи. Се разбира дека тоа е идејата во договорите за да се формираат меѓу другото и комисии за тие се комисии, тоа секогаш нагласувам и пред новинари и пред граѓаните, за кои што работат на учебниците по историја. Значи, тоа е различно, тие не работат, нивниот мандат не е да се бават со академската историографија. Во тие комисии членуваат академски историчари, се разбира, но и луѓе од дисциплини блиски до историјата, како што е, него гледам, онде Љупчо Ристевски, антропологот, ја гледам, не, онде беше Чупевска, мислам, политикологот и така натаму, така велам ја, во Грчката комисија, Љупчо е во комисијата со, Македонската комисија со Бугарија. Како во моментов сум на привремена работа во парламентов и јас сум значи, учесник и сведок на донесувањето на договорите во нашиот парламент. Значи, јас сум го гласала и едниот и другиот договор од, како да ви кажам, особено вториот договор со Грција, кој што мислам дека
Јас бев една од тие што го бранеше договорот во парламентот. И едниот и другиот се разбира, но за овој повеќе. За првиот немаше толку, некако помина по-лесно, така да кажам, и во јавноста се разбира. Вториот е чувствителен, се разбира дека никому не му беше лесно, да сме на чисто. Но што ми е поентата? Значи, сега, вечера сум во ситуација да зборувам и како академска историчарка и како пратеничка и на тема која што не можам да се раздвојам, се разбира, да се исечам вака и до тука сум пратеничка, од тука сум. Значи, сакам да кажам, немам дистанца, некаква академска, да зборувам на тема историја, комисии, договор, но она што би сакала да го кажам е дека формирањето на овие комисии ниту се први на овој свет, билатерални комисии за учебниците по историја, ниту пак ќе бидат последни. Во последниве 100 години, уште таму од почетокот на 20 век, од Лигата на народите, почнале идеите како минатото преку учебниците по историја во различни земји, значи кои што имале символички конфликти, спорови и така натаму, да не биде пречка во секојдневието, тоест во совремието, се извинувам. Сега ова вака многу убаво звучи и многу лесно, но тоа така во стварноста во ниту една, барем од ја што знам, комисија не било, имало билатерални комисии, значи помеѓу Германија и Полска, помеѓу Италија и Австрија. Во времето на социјализмот исто така имало билатерални комисии во источниот блок, но дури имало и комисии на земји членки од истокот и од западниот дел на Европа. Значи, разни имало. Тие искуствата има различни, повеќе или помалку позитивни искуства. По правило секогаш ги формирале, значи, државите, тоест политичарите. Мислам, ги формирале, значи се договарале првин политичарите за после да седнат академските историчари да работат. Значи, тоа не ги прави комисиите по дефиниција политизирани, но секако без поддршка на политиката. Или еве, например, и кај нас до пред 2 минути зборувавме за македонсково прашање, конкретно и за емотивноста, за жестината, за национализмите во регионот. Како, еве, јас, например, не знам, може али историчарите сами да ги направат овие комисии без поддршка на политичарите, што Чавдар мислиш, никогаш немаше да ги направат. Нели? Не е возможно е. Значи, од таа гледна точка, важна е поддршката на политичарите, тоест политичката волја во случајов, во еден член таму од договорите, да се формираат и овие комисии. Интензитетот, начинот на работа, методологијата си го утврдуваат членовите на билатералните комисии. Овде како гледам и председателот на комисија, на Македонската комисија, билатералната со Бугарија, мојот колега, директорот на Институтот за национална историја, може и тој нешто повеќе да каже. Актуелен е, особено деновиве некои изјави слушав, актуелна е темата, не знам, за Гоце Делчев, например, овие денови. И така натаму. Значи, овие комисии се формирани со мандат да почне процесот, да започне. Тој ниту денес почнат, утре ќе заврши. Процесот во кој што учебниците по историја, кој што се дел од образовните системи, нели, во државите, преку работата на билатералните комисии, да не представуваат, значи, читањата на историјата во учебниците, да не предизвикуваат антагонизми, омрази кон другиот, кон соседите. Исто така, значи, да се работи на предрасудите, наследените стереотипи, наследените, како да кажам, бремиња прелеани
во учебниците по историја, кои што кај младите луѓе создаваат слики дека соседите, например, се волци. Но тие слики не се примерени само еве овде за кај нас во регионов или во Македонија. Ист една слика има во Хрватска горе со колегите што се бават со учебниците. Има баш буквално нацрта една слика како сите соседи на Хрватска и се волци. Значи, тоа не е лесна работа, тоа е многу одговорна работа. Јас велам, не очекувам утре и заутре да заврши. Имајќи на ум, например, германско-полската комисија, за многу потешки се разбира се, да бидеме и честни, многу потешки, пострашни минати настани. Они работеле околу 20 и нешто години. Италијанско-австриската комисија 15 години. Но многу е важна поддршката цело време, и политичката, и интелектуалната на круговите. При тоа морам да кажам, во комисиите, каде што помалце се мешале политичарите, резултатите се многу подобри. Барем така учат светските искуства. Значи, идејата на овие комисии е да почне процесот на негување на педагогија и култура на мирот преку наставата по историја. И тука ќе завршам со уште една реченица. И се разбира, не се единствени учебниците по историја, каде што младите луѓе стекнуваат знаења за минатото. И Чавдар и Тасо спомена, значи има јавна историја, како што се, не знам, споменици, имиња на улици, документарни филмови, книги, денеска на денешно време на Google што може све да пребарате, значи не се единствено одговорни за историската свест и знаења на студентите и учениците само учебниците, но многу е важно. И уште нешто, извинете, сакам да додадам. Јас лично верувам дека работата на овие билатерални комисии, сега зборувам за нас, за македонската страна, може да ни помогне внатре во отварање на алтернативни перспективи и читања на минатото, значи еден мултиперспективен пристап, кој што пак истовремено можеби не еден порационален пристап кон минатото, при што тој доминантен мастер наратив, негуван со децении, можеби ќе спласне, ако ништо друго, емотивната димензија, доколку се отварат дебатите внатре за потребите на македонското општество. Не мислам тука јас за односите со соседите, тоа е една работа, но нас, за самите нас внатре. Значи, доминантните наративи, значи македонците, албанците, интеретничките односи и другите, да не ги заборавиме, и може да има позитивен импакт. Или јас длабоко верувам во сето ова, па затоа и вака го кажувам, но секако ќе работам да биде така. Благодарам. Да, секако е многу комплицирано прашање. Прво, од гледна точка, нели, пак на јавните реакции спрема секакво менување на учебници, јас веќе ги спомнав сите тие апсолутно ирационални јавни мобилизации во Бугарија на тема го бришат турското робство во учебниците или го isfрлат Ботев, националниот поет Христо Ботев од учебниците, воопшто работи кои што немат никаква врска со реалноста. Но очигледно секаква промена, секаква идеја дека на некаков начин може да се променат учебниците, барем во Бугарија, провоцира големи мобилизации и на кој е јасно дека сите тие родители кои што се борат против секаква промена на содржината на учебниците, воопшто не ги читале тие учебници. Нели сега, можеби, не знам, можеби повеќето бугари се уверени дека во учебниците се зборува за турско робство, но јас се сеќавам дека кога бев четврто одделение, пето одделение, четврти клас велеме во Бугарија, се зборуваше за османско владичество, османлиска доминација, не се зборуваше за турско робство. И тука токму овој проблем со во каква мера учебниците го формират јавните представи.
Да, не се зборуваше за турско робство, но во истиот момент дојде така наречениот преродбенички процес во Бугарија, а именно менувањето на имињата на турското малцинство. И можете да замислите целата официјална пропаганда на државата тогаш, која што беше и турското робство си беше и сите масакри и така натаму беа користени на вистина на најактивниот возможен начин од официјалната пропаганда. Но, значи, во каква мера тие комисии би можеле да имат некаков позитивен придонес? За жал, оно што веќе го дискутиравме со колеги, посебно со колеги тука во Македонија и денес исто така и пред Радио Слободна Европа. За жал, оно што гледаме барем во бугарско-македонскиот случај со мешовитата комисија, составот на двете комисии е многу различен. Значи во македонската комисија имаме повеќе млади луѓе со богато стекнато на надвор искуство, академско искуство, кои што не се оптоварени со националистички каузи. Во бугарската комисија гледаме баш една мейнстрим екипа која што очигледно сваќа како своја мисија одбраната на историската вистина. Тоа значи има една историска вистина, тоа е бугарската. На таков начин очигледно дека проблемите нема како да се решат, едноставно е ќорсока, како што се вели тука на различни балкански јазици. Од ваква гледна точка на вистина имаме секакви причини да сме песимисти во однос на она што се случува денес барем со мешовитата комисија помеѓу Бугарија и Македонија. Од друга страна, третиот момент, политичката намеса, таа би можела да биде навистина многу така, да има многу негативни резултати, меѓутоа според мене лично тоа е единствената надеж. Дека во случајот сега и со договорите помеѓу Бугарија и Македонија, помеѓу Северна Македонија и помеѓу Северна Македонија и Грција, има и еден поширок меѓународен надворешно политички контекст кој очигледно имаше еден притисок врз владите и на сите земји, и на трите земји, на некаков начин да ги решат тие проблеми. Се надевам дека на некаков начин овој притисок ќе продолжи, затоа што гледаме во политичката сфера во Бугарија. За жал, јас не гледам политичка партија која што навистина да има реален интерес од надминување, решавање на сите тие историографски проблеми. Значи, тоа не е социјалистичката партија, нели наследничка на комунистичката. Мислам, таа е и на некаков начин историски оптоварена со сите тие бугарско-југословенски контроверзи, многу тешки за време на социјализмот, токму за Гоце Делчев и Линден, преродбеници и така натаму. Истиот муабет и денеска што го прават, мислам, истиот разговор, се правили пред 50 години, меѓу ти најдобро пишуваше, јас барем твојата книга многу ја почитам. Истата фразеологија, истиот пристап. За жал десницата, точно, за жал десните партии, тие имат исто така нивниот национализам, тие сметат дека обратно комунистите се национални предавници, бидејќи во периодот 44-48-9 го признали македонскиот идентитет и дури го ширеле во Пиринскиот крај. Така комунистите се национални предавници и тоа сега е некаква карт бланш за секакви ревизионизми историски, мислам да речеме што се однесува на периодот на окупацијата на Македонија, тоа е јасно дека тоа е ослободување, не може на никаков друг начин. Воопшто се што било в Бугарија пред 1944 година е супер. Добро, тука е веќе згоден момент, мислам дека да вклучиме во публиката, зашто да видиме кој има прашање. Thank you very much. My name is Kostas. Since not anyone else takes the floor, I would like to ask all three of you, narratives, in contrast to symbols, for example, they need space to thrive. They need
space and time. We live in a culture, in an age of intensivity. History, I'm afraid, from my experience from Greek students, is not anymore a channel of fanaticism. It's just irrelevant. It doesn't exist. They don't want to know. I mean, they don't need to know. For the vast majority, of course, there are always counter alternatives. But how can you mediatize your science and your narratives? How can you make them feel alive, apart from this audience? Television is a bad medium, of course, but we are not in the age of television. Is there some reflection in historians about this? It's not the easiest question possible, of course. As I come from a traditional medium that is behind television, I come from written press. What I could say is that the problem of social media, we have this so fast time that you never know who reads, and people. Okay, I'm very blocked about that because the time we considered that television was the bad thing is a little bit behind us. There are worse. And this was very much, we saw it very much in the last 2 years in Greece. If we compared nationalist mobilizations of the early 90s that were directed by somehow organic intellectuals of the state, that is academics, politicians, journalists. Now the main propagandist for the first Athenian meeting was a so-called journalist of Trash TV with the specialty of organizing kickboxing events within iron cages. That was the specialty, and of course her level of knowledge of history, Balkan history, was relative to this thing. He was also a Golden Dawn supporter by coincidence, but and he was in the mainstream TV and mostly in the media. I have no alternative, personally. I think that it's not my job. My job is to provide narratives, and then the job is done by other people. The good news is that I could witness through my daughter, which is 16 years old, how in these things, in the Bibliotheca, we call it in English, in every day. I mean, in the social media, there was a fight within these 16, 17, 15 years old people, and you could see girls of that age that in the first year they could go to they wanted to go to the demonstration. The next year to transfer materials that was in the opposite direction, to circulate. It was something that is not my business. I can provide some kind of a narrative. It's the business of other people to use it, to fight with it. I have no other alternative. Професорот зборуваше за првите фази на градење на грчката нација, на етаблирање на грчката нација и за улогата на државата во создавање и креирање на националниот наратив. На почетокот прашањето се однесува за Папариголпулос кога зборуваше, ти тогаш државата ја спомнуваше, така и техниките на дисеминирање на националниот наратив, така? Not exactly. I spoke about 3 different levels, even today. The mainstream level was constructed by Paparigopoulos and still has not much altered until today. The scientific level, that until the 70s, we can say,
or the 50s in some other aspects not linked to the Balkan history, was changed little by little, and now he's very pluralist. And of course, the public history is another story. It's like a football fight. It's not very scientific in every direction. Благодарам, да. Да. Во нашиот контекст малце се по-концентрирани овие три работи, особено после искуството од 11 години на претходната власт, од владењето на ВМРО, кога се буквално се сконцентрира во едно државниот, мејнстрим академскиот и јавниот, бидејќи државата, тоест власта ги организираше сите овие сфери, влијаеше, мислам, кој ќе речам, ги организираше. Инаку само малку да се вратам на Тасос, тоа што го рече, во моментот кога работел Папаригополус, тоа било scientific history. Така, денеска значењето на scientific е различно. Имаме разни школи, правци и така натаму, и сега доаѓаме и до поимот scientific, кога зборуваме за историјата како дисциплина, значи јас не го одземам научниот аспект, но scientific е малку по-примерен, нели, за природните науки. Не знам дали ви одговорив, али мислам дека доловивте поентата. Не само за вас имав едно прашање. Што значи либерален историчар? Да, секако навистина тоа не е многу јасна идеолошка определба. Барем во бугарски контекст, да, значи јас зборувам за една генерација или можеби дури, да речеме една генерација историчари, кои што кусо речено се формирани во 90-тите години во еден дух на критика спрема традиционалниот националистички мејнстрим, луѓе со некакво меѓународно искуство во институции во странство, како Централно-Европскиот институт во Будимпешта многу често и други места во странство, кои што, да, секако имат некаков критички пристап спрема многу прашања на традиционалната, национална и националистичка историја. Но се разбира дека, инаку, ако треба да сме по-прецизни идеолошки, ова група не е хомогенна на никаков начин, значи некои од тие историчари, да речеме, имат многу либерален пристап спрема прашања како, да речеме, османлиската епоха или државната политика спрема муслиманските малцинства, но што се однесува до Македонија, имат сосема националистички начин на мислење. Има такви. Има некои кои што се навистина либерали во сите смисли на дума, на овој поим, а именно, да речеме, еден од можеби најдобрите историчари денес, кој што се бави посебно со теми како Холокаустот и бугарската политика спрема малцинства, посебно преку економската историја. Исто така. Тој е, да речеме, идеолошки си е еден неолиберал. Мислам и во економска смисла тој има апсолутно неолиберален пристап спрема економијата. Така да, навистина не е на никаков начин не е хомогенен овој, не се хомогени овие средини, но приближно за ваков тип историчари зборуваме. Добро вечер. Моето име е Константин. Имам две куси прашања. Првото прашање е до госпоѓа Ирена. Во врска со комисиите, споменавте дека целта на комисиите е да се влијае, да се најде заеднички јазик адекватен на наративот во учебниците. Но неодамна, во последниве денови, сме сведоци и слушаме по медиумите за припадноста на Гоце Делчев. Дали тоа е доказ дека на комисиите сериозно ќе им влијае политиката? Тоа е првото прашање. Второто прашање до сите вас, како историчари.
на почетокот на дискусијата споменавте за историјата како наука, која што се базира врз основа на вистини, на апсолутни вистини. Дали комисиите, и едната и другата, да не ги именувам, имаат изработена методологија и пристап која вистина е апсолутна и прифатлива за двете комисии, за членовите на комисиите, независно тоа што го кажа господинот Чавдар, дека едната комисија е млада, напредна, со повизионерски пристап, за разлика од другата која што е по, да речам, класична и да не го употребам другиот термин. Благодарам. Благодарам за прашањата. Ќе бидам кратка. Лично јас, например, не сум слушнала досега во овие децении, патувајќи, читајќи и така натаму и странски медиуми слушајќи, не сум слушнала министерка за надворешни работи да зборува за тоа, за некој херој од минатото. Не сум чула, не знам, ни во Германија, ни во Франција, ни во... И јавно, што не значи дека не постои тоа, но барем јас немам искуство да... И малку бев искрено зачудена и збунета, кога една висока политичка фигура излегува на телевизија и кажува, конкретно Гоце Делчев е, како кажа, ако добро се сеќавам, е бугарин и така натаму и така натаму. Значи, прво тоа малку не ми беше јасно каква врска има и зошто. Не сум прочитала, не сум слушнала никаде за во моје досегашно живење. Конкретно, пак, за методологијата на работата на комисиите, имате ретка прилика, некои од членовите на комисијата ги гледам во публиката, да ви објаснат методологијата која што сигурно на почетокот ја договориле за работа. Ако сака некој се разбира, предпоставувам ќе сака некој од... Кажете. Кога мислев на методологија, мислев на пристап кој што не би требало да е личен и индивидуален. Туку треба да е општо прифатен, каде што во историјата како наука е прифатен, од Ушваја до Арктика. Тоа значи дека ако во хемијата еден молекул на вода, H2O, е создаден од два атоми на водород, еден на водород, значи тоа е исто како и да го гледате светот, секаде е исто. Сакам да кажам, не лична методологија на комисиите. Туку нешто Таа е академска професионална методологија базирана на знаење и искуства од други комисии во светот. Значи не станува збор за лична. Не за методологија на работа интердисциплинарна помеѓу комисиите. Туку за апсолутни вистини кои што комисијата како такви конкретно, да го земам Гоце Делчев, предпоставувам има такви апсолутни вистини во светот, кои што се потврдени од страна на вас историчарите, кои што кој историчар да го прашате ќе го потврди истото дека тој извор е вистинен и автентичен и тој треба да се земе предвид како таков и да биде имплементиран во учебниците и кај нас, и во Грција, и во Бугарија. Ама вие сега неколку нивоа на темите за минатото и работата на историчарите загатнавте. Прво, самата синтагма апсолутна вистина, еве никој од нас четворица и онде ги гледам колегите, не ја употребуваме затоа што нема. Примерот со природните науки е несоодветен, мислам немам навера да ве контрирам, но просто е несоодветен кога зборуваме за општествените науки и за хуманистичките и за хуманистиката. Ќе беше многу лесно за да можеше тоа да биде така. Тоа така не е и не може да биде. Затоа зборуваме цела вечер за алтернативни читања, за алтернативни пристапи, за наративи се разбира, за историографски школи, за различни идеолошки позиции на самите историчари, за контексти во кои што се создава историјата и при тоа пред да колегите да продолжат и при тоа имајќи предвид колку е мал просторот всушност на Балканот, имајќи го предвид минатото
што го споделуваме сите ние балканските народи. Од кај сакате да почнаме? Еве од Римската империја. Па нагоре, многу е тешко и невозможно е, се разбира, да се исече вака со нож. Апсолутно. И тоа не е возможно и во други простори на Европа, али еве конкретно овде. Значи, наследството од империите. Проблемот станува во 19. век, кога националните истории, значи, за да ги легитимираат нациите како единствени, како јуни, како различни, многу едни од други, го национализираат. Почнува процесот на национализирање и викање се што е на мојава територија, од амеба до денес, е мое наше. Така биле каноните на создавањето на нациите, но тоа се веќе други теми. Инаку, јас стварно мислам дека ако сака некој да одговори од членовите на комисијата, да академската методологија и концептот на работа да го изложи. Повелете. Благодарам, Мирена. Да, ете, ова е прилика малку повеќе да прозбориме за работата на комисијата и некои прашања кои беа загатнати овде. Јас првим би се навратил на она што Кристина го постави како првично прашање, дали работата на тие комисии може да придонесат во поинакво читање на историјата, дали може да се разбуди некој поинтензивен, пожив диалог меѓу историчарите, било во едното општество, било во другото. И јас апсолутно сум убеден дека може, и овие жестоки реакции посебно на комисијата, на бугарско-македонската комисија, тоа го покажуваат дека има желба за тоа. Меѓутоа, главниот проблем е што има премногу политика во тоа, во работата на комисиите. Значи, ако комисиите бидат оставени да работат без мешање, директно, и тоа директно мешање, би рекол дури и со уцени за некои донесување на некои брзи одлуки, тогаш комисиите ќе работат, мислам, подобро и ќе имат многу подобри резултати. Од тој аспект сум убеден дека комисиите ќе имат, без разлика што, нели, можеби не сме, како што рече и Чавдар, на исто, со исти теоретски позадини, со исти теоретски пристапи во погледите на некои историски процеси и настани со колегите од Бугарија. Меѓутоа, самото тоа што разговараме може да придонесе за еден поширок развивање, еден поширок диалог. И тука сум убеден во тоа, доколку политичарите ја остават комисијата да работи на страна и да не бараат политички одлуки од комисијата. Во тоа сум убеден. Во однос на ова што вие го поставивте, нели, формула H2O, тоа е за жал невозможно да се примени во историјата, нели, има различни перцепции и различни читања на извори. Еден извор од средниот век, од времето на цар Самуил, вие може да го гледате вака, друг историчар да го гледа поинаку. Не можете и нема да се согласите никогаш околу нешто, околу толкувањето на тој извор, и не може да постои апсолутна вистина, посебно за извори кои се стари по 1000 години. И за таа вистина денес јас мора да го кажам тоа. Има интервју во еден бугарски медиум на најстариот член на Бугарската академија, на бугарската страна од комисијата, и меѓу другото има една реченица таму која апсолутно го нарушува, ја нарушува работата на комисијата. Реченицата вака гласи, во контекст не само на Гоце Делчев, него и на сите други, нели, личности и настани кои ние ги разгледуваме, ние мора нив да ги натераме да ја прифатат вистината. Таква реченица има. Значи, вистината е на нивната страна и ние мора да ја прифатиме таа вистина, која е апсолутна вистина. Тоа не е принципот на работа на комисијата. Значи, комисијата работи со дискусии, со извори
кои се разгледуваат и кои се стават во одреден контекст, временски, политички, социјален, културен, и на тој начин се обидуваме да изградиме став за одредено прашање. Значи, не може да се апсолутно согласиме ние за одредено прашање или било за кое, за Гоце Делчев или не знам за некое друго, апсолутно да бидеме усогласени во се. Затоа е таа комисија која треба да работи подолг период, дури да организира и дебати јавни, и трибини, да се разгледуваат прашањата, и кој ќе се протресе сето прашање на тој начин, полесно се доаѓа и до решение. И јавноста која ќе биде запознаена со тоа, многу полесно ќе ги прифати тие решенија од страна на комисијата, кои не се задолжителни за никого, се разбира. Тоа ние не влијаеме. Или друг член од бугарската комисија вика, македонците признаа дека цар Самуил е бугарин. Кои сме ние, нели, да признаеме 6 души 7 дека цар Самуил бил бугарин? Апсолутно не станува збор за такво нешто. Комисијата работи на еден поинаков начин, меѓутоа пренесувањето на тој начин на некои решение на комисијата во јавноста создава некоја тензија и во нашата јавност и во бугарската јавност. Благодарам. Мислам дека следните прашања ќе треба да ги поставувате во помалку формален контекст, за тоа што треба да напуштиме салата, но добре дојдени сте. Само ве молам кратко и мислам дека ова ќе биде последно. Да. Здраво, Петар Клинчарски, 360 степени Алсатем телевизија. Прашања до гостиве историчари од Бугарија, од Грција, ме интересира конкретно за медиумскиот наратив, односно начинот на кој што медиумите известуваат за работата на комисиите, мешовитите комисии, нели, македонско-бугарската и македонско-грчката. И уште едно прашање за професорот од Бугарија. Ме интересира конкретно, еве, ваше мислење, прилично во излагањето што ве слушав, делувавте малце и песимист во однос на исходот од оваа работа. Конкретно, знаејќи ги вашите, еве, колеги во Бугарија, гледаме дека деновиве речиси може да се каже дека непремослива пречка во комисијата е Гоце Делчев. Може ли да дојде до некакво решение? I'll respond quite fast. In the Greek media, there has been no big discussion about the work of the commissions. There was a small discussion, a small debate on who participated there. There was a small scandal. One of the members was forced to resign because she was considered too much pro-Macedonian. The composition of the Greek committee is not the best, in my opinion. Of course, there are good scientists there, but the average, I think, is not the best we have in Greece. Of course, to respond to the other question, there is no absolute truth, and it's not the work of the commissions. As I know, they have to check for things that are very offensive to the other, not to establish a common truth. As far as I know, the Greek Commission has asked, the only demand maybe, it's the removal of the well-known map of Macedonia within its physical, national, and ethnic borders, which is, the ethnic is not correct anymore, and which is an icon of some kind of Macedonian redentism. The whole of Macedonia is one thing. There is a question in these books, how you deal with past violence. We had the discussion for our textbooks. And there is one school that says we put out any reference to violence suffered by one side or the other. There is another school that says that this is not very productive because people learn from their parents, from any kind of literature of past problems. And if you have not a balanced picture, this just delegitimizes the school textbooks. For example, the school textbook I refer to had described the fall of Izmir in 1922, that the Greeks are congested
in the queue. In fact, there was slaughters by Kemalists. So if you just don't play the violence, your people suffered, and say nothing about what you did, your people did, the final image is that, just as it happened in Yugoslavia with Bratstvo and Jedinstvo, they did not speak about what had happened. There is a parallel social memory that discredits the books. I think it's better to discuss, of course, not to make graphic details what happened, but to say that, okay, in Smyrna, the Turks massacred the Greek population, and the Greek army coming back from the Sakarya to the Aegean destroyed every Turkish city in his passage. It's a balanced thing. Мислам дека немам впечаток дека работата на Македонско-бугарската комисија е толку присутна во бугарските медиуми. Мислам не се зборува многу за оваа комисија и мислам дека поголем дел од бугарската јавност го открива самото постоење на ваква комисија преку вакви политички декларации како што на министерката за надворешни работи Захариева пред 2-3 дена и преку вакви скандали кои што се случуваат за еден ден и не мислам дека навистина работата на оваа комисија е толку популарна денес во бугарското, може би во Македонија повеќе. Инаку и целосно мислам дека македонското прашање, кусо речено, не е толку, мислам, и постои некаков националистички консенсус во Бугарија, кој што е многу тврд, многу силен, но не и барем во моментот јас не можам да замислам нешто како она што се случуваше во Грција во 90-те години. Некакви масовни мобилизации во врска со Македонија, чиј бил Гоце Делчев и така натаму, дали Илинден, што се случило за време на Илинден, не мислам дека тоа би можело барем денес да провокира вакви мобилизации националистички, како што се случува, да речеме, со теми како муслиманите, бегалците денес од мигрантите или ромското малцинство во Бугарија. Имаме скоро секој месец расистички мобилизации во Бугарија. Вакви работи за Македонија не се случуваат. Инаку, да, што ќе се случи во иднина со работата на оваа комисија, навистина, јас не би можел да знам. Јас сум сепак малце песимист, не го крием. Да се надевам да не сум во право.